во нашето проучување на оваа молитва стигнавме некаде до средината, до оној дел што го нарековме поглед назад. И во овој дел од молитвата, водени од Езра според текстот, израелците се враќаат назад на нивната историја. И добро од време на време да се вратиме назад на минатото. Од една страна добро е кога се враќаме на минатото да бидеме свесни дека нашето минато не дефинира доживотно. Тоа што сме го направиле порано во минатото, гревове се што и да е, Бог ќе ги прости, Бог може да даде обнова. Значи, од една страна, нашето минато не дефинира, нашето минато не е наша судбина, како што се вели, ама од друга страна, добро од време на време да се вратиме назад, да погледнеме што се сме направиле и од што се Бог нима избавено во минатото. Со некој начин да гледаме на минатото од теолошки исправна перспектива. Да не размислам само за моите дела, бидејќи ако погледнеме назад на минатото, размислувајќи само за своите дела или за делата на луѓето кои што не повредиле во животот, многу лесно ќе паднеме во очај. Ама ако погледнеме назад на минатото од перспектива на да, еве што јас направив, ама еве како Бог се пројавуваше во сите тие ситуации, тоа ќе води кон благодарност. Дека тука каде што сум само поради Бог. А не беше Бог. Има еден псалм вели, ако Господ не беше на наша страна, каде ќе бевме денес? Тоа е сведоштвото на верникот. Кога ќе погледам на моето минато, само тоа може да кажам. Ако Бог не беше со мене, каде ќе бев денес? И тоа на што го прават израелците. Сваќаат дека направија многу гревови, ама сваќаат дека во сето тоа Бог беше со нив. И ќе читаме стихови, отворете значи Неемија глава 9, ќе читаме 17 до 28 стих. Денес ќе го обработиме тој дел од молитвата. Значи 9 Неемија од 17 до 28. Всушност од 16. Но тие нашите татковци беа упорни, се покажаа тврдоглави и не ги послушаат твоите заповеди. Пред овие стихови Езра кажува колку се добри ни Бог направи за народот. И како резултат на сето тоа што вика? Они вика се покажаа тврдоглави и не ги послушаат твоите заповеди. Не сакаа да се покоруваат и не се сетија на твоите чудесни дела што ги беше направил со нив. Станаа тврдоглави и со својата упорност поставија над себе си водач да се вратат во робството свое. И ова е клучната реченица во целата молитва. Но ти си Бог кој сака да проштева, добар и милостив, долготрпелив и многу милостив, и ти не ги остави. Ова е моето сведоштво. Дека се што се случува во животот, Господ е добар. Господ е многу милостив и Господ никој пат не ме остави. И верувам дека тоа е и вашето сведоштво. И вика, и макар што беа излеале теле и беа рекле, ете го твојот Бог што ти изведе од Египет, и макар што правеа големи сквернавења, ти поради големото своје милосрдие не ги остави во пустината. Облачниот столб не се одлепуваше од нив дење за да ги води по патот и огнениот столб ноќе за да им свети по патот по кој требаше да одат. Ти им го даде твојот благ дух за да ги поучува и не ја одземаше маната своја од устата нивна, па и вода им даваше за гаснење на жетта нивна. 40 години ги хранеше во пустината, но ништо не им недостасуваше, облеката не им оветвуваше, нозете не им потекуваа. И ти им даде царства и народи, и им ги раздели, и тие завладеа земјата на Сихон, царот на Есевон, и земјата на Ог, царот на Башан. И им ги умножи синовите нивни како небесните звезди, и ги воведе во земјата, за која им беше говорил на татковците нивни, дека ќе дојдат да ја владеат. И синовите нивни влегоа и ја завладеа земјата, и ти им ги подчини жителите на таа земја хананците и ги предаде во рацете нивни со царевите и народите на земјата, за да постапуваат со нив според волјата своја. И тие ги зазедоа утврдените градови и плодната земја и завладеа куќи полни со секаков имот, направени извори во камен, лозја и маслинови градини и многу плодни дрвја за храна. Тие јадеа, се наситуваа, се дебелеа и се насладуваа од твојата голема добрина. И тие станаа непокорни и се креваа против тебе. Го презреа твојот закон, ги убиваа твоите пророци, кои сведочеа да се обратат кон тебе и премногу хулеа. И ти затоа ги предаде во рацете на непријателите нивни, кои ги угнетуваа. Но секогаш, кога во тешко време за нив ќе повикаа кон тебе, ти ги слушаше од небесата.
и по големото своje милосрдие им даваше спасители што ги спасуваа од рацете на непријателите нивни. А кога се успокојуваа, пак почнуваа да прават зло пред твоето лице. И ти ги предаваше во рацете на непријателите нивни и тие владеја со нив. Но кога пак ќе повикаа кон тебе, ти ги слушаше од небесата и според големото своje милосрдие многу пати ги спасуваше. Тука ќе застанеме. И сега во стиховите 6 до 15, тие што не ги читавме, Ездра објаснува што се Бог направи за народот. Дека прво го одбра Аврам, му рече од тебе ќе подигнам народ, дека преку тој народ ќе бидат благословени сите народи на земјата. И Бог подигна од него народ, тој народ заглави во робство во Египет, Бог ги избави од Египет и ги водеше во пустината. И како резултат на сите тие добрини кои што Бог им ги направи на нив, 16 стих вели, ама тие стана непокорни. Народот беше упорен, се покажа тврдоглав и не ги послуша Божите заповеди. Значи добрини, одненаш народот рече, па што? Ние ги си тераме по своje. Ама 17 стих ни ја открива причината зошто народот тргна по лош пат. Вика, не сакаа да се покоруваат и не се сетија на твоите чудесни дела што ги беше направил за нив. Значи, не сакаа да се покоруваат на тоа што Бог им го кажа и кога носе одлуки што ќе правиме сега во пустината, интересно вика, не се сетија на твоите дела. Како тоа не се сетија? Има некаков заборав? Јас имам прочитано Библијата. И никаде во Библијата немам прочитано дека израелците имаа колективна склероза, Алцхаймер, деменција, било што. Немаа проблем со губење на памтењето. Не стана тука збор за што направи Бог за нас? Не се сеќавам. Не, тоа беше народот кој што виде како Бог им го одвои морето за они на посуво да тргнат. И поминаа. Тоа беше народот кој што кога Бог го хранеше. Вика дека храна паѓаше од небото, секој ден паѓаше храна од небото за они да јадат. Не мора ни да копаат, не мора ни да сеат, не мора ни да жнеат. Храна секој ден со достава. И тој народ за кој што Бог направи толку многу добрини, вика, не се сетија на неговите дела. Повторно, не затоа што беа осудени на заборав, туку затоа што одлучија да не се водат според тоа што го знаат за Бог. Да не се водат според тоа што го слушнаа, да не се водат според тоа што го видоа со своји очи го видоа. Значи, не беше ова ситуација кај што некој им раскажуваше, чекајте да ви кажеме што Бог направи. Не, ова беа луѓето кои што на своја кожа го искусија сето тоа. На своја кожа ги доживеа тие добрини и сепак вели не се сетија. Намерно не се сетија. Намерно не рекоа, чекаме да видиме што Бог направи, што Бог бара од нас и врз основа на сето тоа што го знаеме за него, да донесеме одлука. Кога беа во пустината, кога беа во тесно. Претпоставам дека не е лесно да талкаш низ пустина. Ама кога не е лесно во животот, тука всушност се покажува колку ние знаеме и колку ние го сваќаме Бог. И кога ги читам овие стихови, секам, па некој пат често, всушност и јас сум таков. Читаме Библија, нели денеска и ние сме тако, читаме Библија, одиме на проповед, слушаме проповеди, читаме некој пат можеби христијански книги, разговараме со други христијани и ја се храниме, мислам, дознаваме повеќе информации за Бог, ама некојаш кога сме во тесно, одлучуваме тоа знаење за Бог да го земеме, да го ставиме во една кутија, условно кажано, и речеме, сиди си ти за понатаму. Сега јас ќе ги преземам нештата во мои раце. И јас знам како во оваа ситуација. Тоа е тоа што го направи израелците. Јас знам како во оваа ситуација да се снајдам. И знаете, кога ние верниците влегуваме во греф, сакате да наречете го голем греф, мал греф, греф си е греф. Има посериозни, не толку сериозни последици од гревот, ама греф е греф. Тоа не е затоа што кога ние влегуваме во греф, тоа не е затоа што не знаеме доволно за Бог. Најчесто. Тоа е затоа што свесно одлучуваме тоа знаење за Бог, да го тргнеме на страни, да речеме, чекај, јас ќе засукам ракави и јас ќе ти покажам како треба ситуацијава. Проблемот не е работите што не ги знаеме, туку тие што ги знаеме, не ги применуваме.
Не беше проблемот тука дека луѓето не знаеа за Бог. Да, они нема свето писмо како што ние денес имаме свето писмо, вака печатено, убаво средено, дотерано, но има чуда Божи кои што ги гледаат со своите очи. И повторно одлучија да живеат во, ако може да кажеме, ова беше на некој начин свесна духовна амнезија. Свесно ќе се одлучиме дека ќе го трнеме тоа на страна што го знаеме за Бог. И сега, секој христијанин е склон да има оваа диагноза, ако може така да кажеме. Секој пат кога ние одлучуваме да постапуваме спротивно на Божјата волја, спротивно на тоа што Бог го бара, очекува од нас, ние всушност одлучуваме да не се сетиме на Божите чудесни дела. Ама мислам дека посклони христијани, оние христијани кои се повеќе склони да го прават тоа, се оние кои што се држат подалеку од Библијата, оние кои се држат подалеку од црквата, оние кои се држат подалеку од молитвата. Колку помалку си изложен на Божите дела, на Божите зборови, толку помалку Божите дела и Божите зборови ќе бидат фактор на влијание во твојот живот и во мојот живот. И сега, што е лекот за оваа свесна духовна амнезија? Псалмистот во Псалм 103 стих 2 вели: "Благословувај го душа моја Господа и не заборавај ги неговите добрини." Тоа е лекот. Постојано се подсетуваме на Божите добрини, на тоа што се Бог има направено за нас. Денес, вчера, оваа година, минатата година, од која знаеме за себе. Дури и кога не сме се нарекувале верници, Бог сигурно не избавил од ситуации за кои што, ако не било повторно, тешко нас. Благословувај го душа моја Господа и не ги заборавај неговите добрини. Овие тука заборавија на неговите добрини. Свесно заборавија на неговите добрини. А ова лекот е сети се. Сети се. Кога ќе се најдеш во тесно, кога ќе се најдеш во таа пустина, кога е тешко, кога не знаеш што понатаму, не се води според тоа што во моментот изгледа најлогично. Води се според тоа што го знае за Бог. Ако нешто ти е нејасно, допрашај се до некој кој што знае можеби повеќе од тебе. Речи: еве ситуацијата, еве каде се наоѓам, што да правам? Што да правам во оваа пустина? Ама не го прави тоа што е прифатливо во очите на светот, не го прави тоа што ти е научено по дома или можеби од родителите, е спротивно на Божјата волја. Сети се на Божите добрини. И кога ќе бидам во искушение, конкретни примери, кога ќе бидам во искушение да направам некој греф, да се сетам дека во Христос имам победа, да се сетам на крстот на Голгота и да кажам: овој греф, овој порок, оваа слабост веќе не го сподели на мене. Зошто? Заради Христос, заради неговото дело на крстот. Кога ќе бидам во искушение да се грижам за мојата иднина, што ќе биде утре, што ќе биде следниот месец, што ќе биде за 2 месеци, за 3 месеци, да се сетам дека оној Бог кој што се грижеше за мене до овој момент, ќе се грижи за мене од сега па се до последниот здив што ќе го испуштам на оваа земја. Кога ќе бидам во искушение да се сметам за безвреден, кога можеби некој ќе ме отфрли во животот, да се сетам дека на крстот на Голгота Бог многу добро ми покажа колку јас вредам. И дека ако луѓето тоа не го гледаат, тоа е нивни проблем. Ама во Божите очи јас имам вредност. Тоа е она: благословувај го душа моја Господа и не ги заборавај неговите добрини. Не дозволувај да живееш во заборав на тоа што Бог го направи за тебе, бидејќи моментот кога ќе се случи тоа е моментот кога ќе се тераш по свое. И тоа што израелците го направија. И стих 18 се однесува на моментот кога вика: и макар што беа излеале теле и беа рекле: еве го твојот Бог што ти изведе од Египет. Ова беше ситуацијата кога Мојсей отиде на Синај да се сретне со Господ и Господ да му ги даде 10 заповеди. Додека тоа се случува, тој уникатен момент во историјата на човештвото, народот доле вика: каде отиде Мојсей? Каде е тој Господ што него му зборуваше? Не го гледаме. Сега ние ќе си направиме Бог. Му рекоа на Арон: направи ни, еве ти злато, направи ни, брат му на Мојсей, направи ни теле, и ние почнемо се поклонуваат на тоа теле. И тука вика: и макар што беа направиле такво нешто, вика, ти поради големото своје милосрдие не ги остави во пустината. Продолжи да ги води, продолжи да ги поучува, продолжи да им дава храна, продолжи да им дава вода. И сега на прв поглед се чини дека колку и народот да грешеше, Бог само ги благословуваше. Само им даваше се повеќе и повеќе благослови. Така изгледаат стиховите. Иако не направија греф,
Ти Господе не ги остави. Им даде се што им треба, храна им даде, облека им даде, вода им даде, ги водеше, се. Ти тука беше нив само да ги пазиш без разлика какви беззаконија они правеа. И сега водени од нашата телесност, многу ќе биде лесно да додеме од заклучок, дека колку и да си правиме ние гревови во животот, колку и да си тираме по свое во животот, самото тоа што Бог ни дава тоа што ни треба во животот, значи дека тој го одобрува тоа што го правиме. Така? Ти прави колку сакаш гревови. Еве, овде имаме доказ, условно кажано. Доказ дека колку и да си тираа по свое, Бог ги благослови на крај. Ние си викаме, па ако јас сум благословен и имам некои работи кои што ги сметам за благослов, значи дека Бог ми вика, окей, супер ти е животот, само терај напред. Ама не е тоа така. Има еден принцип во Светото писмо кој што не е директно искажан, ама ако читаме меѓу редови ќе го забележиме, а тоа е следниот принцип. Само затоа што Бог ни дава благослови, тоа не значи дека Бог го одобрува тоа што го правиме. Само затоа што Бог ни дава благослови во животот, тоа не значи дека Бог одобрува се што ние правиме во животот. Или скратено би било, Божиот благослов не е исто што и Божиото одобрување. Некојаш ќе се случи во животот да се најдеме во ситуација кога нашата вера поради наши одредени одлуки, навики, слабости и гревови, нашата вера ќе ослабе, ќе се олади верата. И во такви ситуации Бог може да продолжи, најверојатно ќе продолжи да не благословува со основни работи што ни требаат во животот. Ама тоа не значи дека Бог вели супер си, само терај напред. Кога Бог ги водеше израелците во пустината, тоа не значеше дека он се согласуваше со се што они прават. Продолжи да им дава храна, продолжи да им дава вода, продолжи да им дава облека, се што им треба. Ама односот веќе не беше ист. Знаете, тоа исто како во брак. Јас може да се оддалечам од нена, и она може се уште да биде тука во мојот живот, и може се уште да прави работи кои што се добри за мене, да готви, да ми готви, да се грижи за децата, ама односот веќе нема да ни биде ист. Блискоста веќе се губи. Бог продолжи да ги благословува, ама блискоста веќе не беше таа што беше претходно. Така што причината зошто сака барем на кратко да посветиме внимание на овие стихови е затоа што не треба да го поистоветуваме Божјото присуство со блискост, со Бога. Бог ветил дека ќе биде со тебе, ама не мора значи дека ќе ти биде близок. Ако тргнеш по свој пат, ако свесно се оддалечиш од Него. Божјиот благослов не е исто со и Божјото одобрување. Бог може ти даде работа, и тоа добро платена работа, може ти даде и дом, може ти даде и возило и така натаму, ама сето тоа не значи дека Бог вика, јас се гордеам со тебе, камо сите да беа како тебе. Бог го прави тоа поред неговата добрина, Бог го прави тоа поред неговата милост, ама не значи дека Бог се согласува со се што ние правиме. Ако е така, ако тие особено материјални благослови се доказ дека Бог нема никаква замерка за нечи живот, тогаш најбогатите луѓе во светот се најпобожните луѓе во светот. Така бидејќи нив најмногу им е дадено. Ама ако ги погледнеме со сето нивно беззаконие, никој од нас не би се одлучил да рече, они се најпобожните во светот. Ако логиката е колку повеќе имаш, толку си побожен, толку си подобар и толку Бог е по-окей со тебе, тогаш тие се најдобри. Така што, ако сакаме да видиме дали Бог се согласува со начинот на кој што го водиме нашиот живот, не треба да погледнеме само на благословите кои што Бог ни ги дава. Туку треба да погледнеме во Светото писмо, да се споредиме, да застанеме пред огледалото. Јако вели дека ова е нашето огледало. Божјиот збор е нашето огледало. И застанеме пред ова огледало, тогаш ќе знаеме дали сме исправни пред Бог или не. Не само врз основа на тоа што ни е дадено и како ни е дадено, а и патем кажано, има ситуации во животот кога, и тоа ќе видиме понатаму во молитвата, кога ќе влеземе во грев, Бог ги повлекува некои благослови. Не е дека израелците секој пат си грешија и Бог цело време ги истураше со благослови. Кога влегува во ветената земја, читавме,
ќе правеа греф, вика ти ги предаде во раците на нивните непријатели. Крајот на молитвата завршува со: еве ние сме во оваа земја, која што ги дава нејзините плодови изобилни, ама ги дава за царевите, за тие што владеат над нас. Така што Бог во својата семудрост има ситуации кога живееме во греф и нема да ни ги сопре сите благослови, ама некој пат има кога ќе сопре некои благослови да седнеме, малку да се подзамислиме. И тоа е на покрај другото што го гледаме во оваа молитва. Има уште една работа за која што сакам да размислуваме денес, а тоа е вака сега, во овие стихови, во 25 стих читаме за тоа како израелците влегоа во ветената земја. Океј? Влегоа во ветената земја, завладеа куќи, завладеа лозја, извори, така натаму јадеа, се наситуваа. Се е тоа во ред. Тоа е 25 стих. 26 стих пишува дека се спротивставија на Бог и почнаа да прават греф. Тоа е 26. 27 стих, откако ќе се најдеа во неволја, тие повикуваа кон Господ и Господ ги избавуваше. И 28 стих, кога повторно им стануваше добро во земјата, им стануваше удобно, им стануваше пријатно, они повторно правеа греф пред Бог. Го приметуваат, има некој еден циклус кој што се повторува. Бог ги благословува, они прават греф, Бог ги дисциплинира, они повикуваат кон Господ и Бог ги избавува. И после се враќаме на прв чекор. Бог ги благословува, они прават греф, Бог ги дисциплинира, повикуваат кон Бог и Он ги избавува. Повторно се враќаме на книгата Суди е цело време таква. Прочитајте дома книга Суди и ќе видите. Цело време неиста работа се повторува. Ама додека ги читаме овој извештај, додека читаме овој извештај за израелците и како се однесува во ветената земја, не можеме, веруваме да не забележиме, дека секогаш, кога на израелците ќе им станеше удобно и пријатно, таму каде што се, они грешеа против Бог. Кога им стануваше тешко, они беа малце потрезвени, побудни, како живеат, потиснати сме, угнетени сме од другите луѓе, да не сгрешивме некаде пред Бог, живеа малце потрезвено, се само испитуваа. А им дојдеше добро, пријатно, удобно, они секогаш правеа греф. Ќе се сетите на царот Давид, кога го направи тој греф кога легна со туѓа жена. Додека неговите војници беа на бојното поле и се бореа, он си седеше дома во царската палата и се шеташе на терасата. Кога му беше удобно, он ја здогледа таа жена и после спиеше со неа. Син му Соломон кога направи греф? Кога му беше удобно, кога стана најпознатиот цар во тој дел од светот, кога сите му се восхитуваа, кога сите го ценеа, кога стана многу богат, си зеде жена од едно племе, од друго племе, од трето племе, и на крај сите тие жени беа причината поради која што он се сврте против Бог. Во Новиот Завет вика, кога Исус кажува на парабола, вели дека на еден богат човек му роди нивата многу. И кога му роди многу, тогаш му се рече, јади пи. Не можеме, има и други библиски примери, кои што јасно укажуваат дека удобноста може да биде многу опасна за нашето духовно здравје. Сега, тоа не значи дека јас не ја сакам. Тоа не значи дека вие не ја сакате удобноста. Сите ние си ја сакаме удобноста. И не велам дека само по себе има нешто грешно во тоа. Ама сите ние сакаме, затоа имаме дома машини за садови, имаме машини за алишта, имаме дома климатизери, имаме возила, користиме. Ако не сакаме да ни биде удобно, ајде да живееме аскетски живот. Не користи веќе никој под возило во живот. Кај да е, тргни пешки, кога ќе стигнеш, ќе стигнеш. Дома алишта има за перење, на рака ќе переш. Садови има, на рака ќе переш. Жешко ти е, ќе земеш на парче харта и ќе се дуваш, нема клима да пушташ. Значи, сакаме да ни биде удобно, не е тоа проблемот. Ама, мислам дека нашите срца не секогаш се доволно зрели да ја уживаат таа удобност без да се опуштат, премногу да се опуштат и да едноставно да си тераат по свое. Има луѓе кои што умеат да го направат тоа.
со Божја помош. Ама генерално гледано, ние луѓето не сме подготвени, не сме спремни, кога Бог ќе не благослови во различни сфери, во различни области од животот, не секога сме спремни да се носиме со тоа. Не секога сме спремни да се носиме со периодите на изобилство, со периодите на благослови, со периодите кога ни е пријатно, кога нема нешто за кое што се секираме сериозно, се секираме. Кога израелците доаѓаа во такви ситуации, вика, влегуваа во грев. Ја не велам дека ти секогаш ќе бидеш таков, или дека си таков. Може би некој од вас знае како да се носи со просперитетот. Слава на Господа за вас. Ама добар дел од нас не знаат како. А ни дојде пријатно, ние како да подзабораваме, повторно подзабораваме на тоа кој е Бог, на што се Бог има направено за нас. И она што ни е дадено како благослов, наместо да го користиме за благодарност кон Бог, со тек на време знае да стане препрека помеѓу нас и помеѓу Бог. И тоа може да биде семејство, тоа може да биде кариера, тоа може да биде финансии, некој пат може да биде и службата во црквата. Само затоа што некој служи во црквата, не значи дека не му е удобно или дека не е заборавил на Бог. Може во црква секоја недела да си да служиш во црква и пак да го правиш тоа од погрешни причини. Удобноста не велам дека е опасна, ама може да биде опасна. И повторно, проблемот не е во неа. Тука е проблемот. Не е проблемот во дарот. Проблемот е што срцето некогаш не знае како да го процесира дарот во светло на дарителот. И дарот, наместо дарителот да биде на тронот, на престолот на нашите животи, со тек на време викаме, Боже, ај сигни се ти, ова што ти ми го даде, тоа ми е најважно. Тука ми е смислата за животот. Удобноста, пријатноста, просперитетот. Чарлс Спержен, познат проповедник од минатот, има кажано: брод во бура ретко кога ќе се изгуби, бидејќи сите на него се будни, ги затегнуваат јажињата и внимаваат. Но колку многу бродови се удриле во гребените кога морето било мирно и кога сите на палубата биле заспани. Удобноста, заклучува Чарлс Спержен, удобноста ја намалува будноста на верникот. Кога ќе ни биде удобно да внимаваме, бидејќи многу лесно можеме да го трнеме Бог повторно настрана. Во книга Изреки еден цар има една молитва која што вели: Боже, не ми давај премалку во животот за да не се посомневам во Тебе и во Твојата добрина, ама па и немој да ми даш премногу, па да заборавам на Тебе. Тоа е опасна молитва, бидејќи ние сакаме премногу. Премалку не сакаме, а премногу сакаме. Не знам дали сте читале книгата Писмата на душевадникот, ама ако некогаш имате прилика да ја прочитате, топло ви ја препорачувам. Од C.S. Луис, има на македонски. И во Писмата на душевадникот, неверојатна е книгата. Една од најдобрите книги што ќе прочитате во животот. Има еден демон, има замислена ситуација. Демон, чичко, кој што му пишува писма на својот внук, демон, како да искушува млад човек. И целата книга е кореспонденција помеѓу тие два демони, како овој му кажува да става стапици пред нозете на човекот, да се фати во тие стапици да оди во пеколот. И има околу 30 на писма, мислам дека има во таа книга. Всушност е само едностранна кореспонденција, бидејќи цело време се писмата на чичкото према внучето. И цело време му кажа: направи му го ова. И тоа се случува, C.S. Луис живеел за време на Втората светска војна. И тој контекст го користи, дека има војна, дека има опасност, дека има бомбардирање од нацистите и така натаму. И во еден дел, во 28-то писмо, кога чичкото му кажува на внукот како да го искушува овој млад човек, му зборува за просперитетот, му зборува за удобноста. И таму вели вака: просперитетот го врзува човекот за овој свет. Тој чувствува дека го наоѓа своето место во светот, додека во реалноста светот си го наоѓа своето место во него. Мислиш дека таман сега и одеднаш сваќаш дека ти тука се чувствуваш како дома. И моментот кога се чувствуваш тука како дома, нешто не е во ред. Бидејќи како верници ние велиме дека нашиот дом е Божјото царство, дека е Христос. И
Не го велам сето ова, нели, збориме за просперитет, збориме за удобност, збориме за така некоја пријатност. Не го велам сето ова за ние сега постојано во животот да си предизвикуваме проблеми, па сега цело време неволји и проблеми, за да не ми биде удобно, да бидам цело време на штрек. Не е тоа решението. Ако парите може да бидат искушение, не значи дека треба да бидам најсиромашниот сега, зошто? Што подалеку од парите? Не. Ако некога семејството може да ми биде искушение за удобност и да го заборавам Бог, тоа не значи дека јас треба да градам семејство кое што е дисфункционално, само да ме држи цело време на штрек. Не, ние ќе продолжиме да се трудиме, ние ќе продолжиме да ги градиме семејствата за Божја слава, ама дека ги искусуваме сите тие благослови од Бог. Да не заборавиме. Во удобноста да не го заборавиме Бог. И верувам дека има неколку нешта кои што можеме да ги направиме со цел да ги избегнеме овие штетни ефекти на удобноста врз нашите животи. Првото, ја би рекол дека ако редовно практикуваме благодарност кон Бог, редовно да практикуваме благодарност кон Бог за секој благослов во животот, ние постојано ќе се навраќаме на Бог и ќе ни биде малце тешко да заборавиме на Бог. На изворот на сите тие благослови. Бог ме благослови со добра работа, со финансии, со семејство за кој сум благодарен, со ред други работи. Господе, фала ти. Не фала ти наш во годината. Ако можам, секојдневно. Зошто? Бидејќи тогаш не дозволувам да го заборавам Бог во мојата добрина, односно во добрината која што ми се случува во животот. Се враќам назад кај изворот на сите тие благослови. Иако вели дека секој добар дар доаѓа од Бог. Секој добар дар во животот доаѓа од Бог. И ако се враќаме повторно кај Бог, му речеме, фала ти за ова што ми го даде, и ти го предавам тебе. Било да е работа, било да се деца, било да се финанси, било да се било какви ресурси. Ти ги предавам тебе и ти давам ми мудрост како да се однесувам кон овие нешта без да ги идолизирам. Бидејќи ние луѓето имаме на склоност се што е добро во животот да го идолизираме, да направиме од него идол. И затоа е потребно од Бог да бараме мудрост како да не дојде до тоа. Втората работа која што можеме да направиме за да се потенцијално да се заштитиме од штетното влијание на удобноста е да не дозволиме сите благослови кои што Бог ни ги дава да не одвојат од него од перспектива на веќе да немам време да читам Библија, веќе да немам време да се молам, веќе да немам време да дојдам во црква да се видам со другите христијани. Ако дозволам овие работа ме одвојат од тие основни практики кои што го одржуваат христијанинот во живот, тогаш може да бидам сигурен дека удобноста веќе си го направила своето од перспектива на веќе малце поставила некоја дистанца помеѓу мене и помеѓу Бог. И затоа важно е колку и да сме благословени, колку и да ни дал нешто Бог кој што ни предизвикува радост и ни зема време, секогаш повторно, секојдневно да посветуваме време на Бог, на неговиот збор, на молитвата, можеби на слушање проповед, на слушање славење, што и да е. Јас ќе ви кажам од лично искуство дека кога Јаков се роди, имаше моменти кога ми се толку многу го сакаш да го гледаш и да бидеш околу него, што имаше денови кога не читаш Библија само за да можеш си го гледаш детето како спие. Океј, мило ти, интересно ти е, радост ти е, така. Ја не викам дека Бог ми рече, ти веќе не си мој син, бидејќи не читаш Библија. Ама имаше денови каде што не дека нема време, ама си викам да не ми стане овој идолче во животот. Децата може да ти станат идол во животот. Имаш време за него цел ден, а немаш време да речеш, Господи, ќе се тргнам малце, со тебе ќе посветам време. Имаш време за било што во животот, но немаш време за Создателот, за оној кој што ти го даде сето тоа. И знаете, кога ги земаме тие Божји благослови без да му благодариме на Бог и повторно му ги посветиме нему, со текне време ќе ни станат горчливи тие благослови. Нема да ги искусуваме онака како што биле наменети првично за нас. Затоа, што и да се случува, каков и да е благословот, јас се враќам повторно кај Бог, во благодарност, во читање на неговиот збор, во молитва, во заедништво со верните и така не дозволувам било што добро да направи некаква дистанца помеѓу мене и помеѓу Бог. И на крај, мислам дека ако го споделуваме благословот кој што Бог ни го дал, тешко ќе му биде на срцето да се прилепи за него.
кога го споделуваш благословот со тие што немаат, со тие што се во потреба, многу ќе му биде тешко на срцето да се прилепи до тој благослов и да се гледа својата удобност во тоа. И затоа ние од време на време ќе речеме најди начини како да служиш на другите. Најди начини како тоа што Бог ти го дал да можеш да го сподели со другите. Некога се некои вештини, некои таленти, некои дарови, некога се финансиите, некогаш нешто друго можеби. Ама тоа е еден од начините на кои што ние излегуваме од нашата удобност. Повторно тоа што го спомнав во претходната проповед. Библискиот принцип е дека се што ти е дадено тебе не е само твое. Туку е дадено и други да имаат корист од него. Тоа е библиското учење. Кога ќе го практикуваме, тогаш сите оние работи кои што имаат потенцијал да станат идоли, ние со тек на време велиме не. Не, бидејќи ќе споделам. За да не се прилепи моето срце за нив. Така што овие работи кои што се запишани во однос на израелците и што се прави они во пустината, и сваќам дека денешната проповед не беше многу охрабрувачка од перспектива на нешто позитивно да се каже. Се беше овој грев го направија, како тој грев се случува во нашите животи. Овој грев го направија, како тоа ние го правиме. Ама се наоѓаме во важен дел од молитвата и верувам дека кога ќе го погледнеме нивното однесување во светло на тоа што нам денес ни се случува, ќе можеме во најмала рака да знаеме кои се опасностите кои што се наоѓаат пред нашиот пат. Опасноста е да заборавиме на Бог. Опасноста е да помислиме дека се додека јас имам благослови, Бог е во ред со мене, нема никаква замерка со мене. И опасноста и удобноста која ќе се случи во нашите животи да ни го одвлече вниманието и да ни ја наруши блискоста со Бог. Важно е да знаеме дека имаме чекори кои што можеме со Божја помош да ги преземеме, да се пазиме од овие стапици. Бидејќи овие стапици и нам ќе ни бидат поставени. Можеби во друга форма, можеби нема да биде, најверојатно нема да биде во буквална пустина како за израелците, ама сето ова што јудејците и израелците го искусија, кога тогаш ќе се случи на тебе? Ќе се случи на мене. И поучени од нивното искуство, верувам дека можеме да извлечеме позитивна поука од нивниот негативен пример.